Секој од нас може да спаси човечки живот. Дарувањето коскена срцевина представува револуционерен метод кој што може да придонесе во спасувањето животи. За оваа хумана активност денес ќе говориме во ова издание на Приказна. Дарувањето коскена срцевина е комплетно безбедна процедура. Повеќе за неа и за се што треба да знаете, дознавате во мрежата која што следи. Трансплантацијата на коскена срцевина е медицинска процедура што се врши со цел да се замени коскената срцевина која е оштетена или уништена од болест, инфекција или хемотерапија. Оваа постапка вклучува трансплантација на матични клетки од крвта кои патуваат до коскената срцевина, каде што произведуваат нови крвни клетки и го стимулираат растот на новата коскена срцевина. Коскената срцевина може да биде уништена заради тешки болести, зрачење или лекови. Тогаш не се создаваат нови крвни клетки и настануваат болести кои го загрозуваат животот, како што се апластична анемија, имун недостаток, леукемија или слични состојби. Овие болести единствено можат да се излечат со замена на болната коскена срцевина со клетки од здрав дарител. Оваа процедура е трансплантација на коскена срцевина. Слично како при трансфузија на крв, со вбризгување на клетки од здрава коскена срцевина во вената на болниот, се очекува тие да ги заменат болните клетки и да почнат со создавање на здрави крвни клетки. Се работи за релативно едноставна интервенција и таа во голем процент се завршува успешно и кај возрастни пациенти и кај деца. Процедурата е релативно проста. Во последно време се инсистира на земање на хематопоетски матични клетки периферни, значи не од коскена срцевина директно, бидејќи е тоа поинвазивна постапка, туку со селектирање на клетките од периферната крв. Тоа е една процедура слична на дарување на крв. Се боцнува една вена периферна, крвта поминува низ еден апарат за афереза, при што се издвојуваат само матичните клетки, а остатокот од крвта се враќа во друга вена и загуба на други крвни елементи нема. За да се матичните клетки почести во периферната крв, неколку дена пред оваа интервенција, се стимулираат со специфични гранулоцитно стимулирачки колони фактори се викаат, се стимулираат клетките да излезат од коскена срцевина и да влезат во циркулацијата, за при оваа постапка на афереза да биде ефикасно собирањето на матичните клетки. Кога ќе се извадат од периферна крв, матичните клетки ретко се криопрезервираат, тоа значи се мрзнат на многу ниска температура, а почесто веднаш се пакуваат и заминуваат со курир, со индивидуа, која што ги носи на местото каде што е трансплантацијата предвидена. Матичните клетки можат да бидат собрани од нашето сопствено тело или од тело на друга личност. Оваа друга личност се нарекува донатор. Автологна трансплантација е постапка на употреба на сопствени матични клетки на пациентот. Овој метод на трансплантација вообичаено се користи кај пациентите со мултиплим миелом и лимфом. Потполно ускладена алогена трансплантација е постапка на употреба на потполно соодветни матични клетки од друга личност. Посакувана опција е да тоа биде брат или сестра на пациентот кои имаат ускладени матични клетки. Ускладена несродна донаторска трансплантација е од несроден донатор со ускладени матични клетки. Се применува на пациенти кои немаат брат или сестра со потполно ускладени матични клетки. Се пронаоѓа со пребарување на националните и интернационалните банки на коскена срж. Хаплоидентичка трансплантација се применува на пациентите кои немаат брат или сестра со потполно ускладени матични клетки, а неодложно им е потребна трансплантација. Донатор е мајка, татко, дете или брат или сестра на пациентот со половично ускладени матични клетки. Статистички, само за околу 30% од болните се наоѓа комплетно идентичен дарител помеѓу членовите на фамилијата. За излекување на останатите пациенти, потребно е да се најде соодветен компатибилен дарител кој не е во крвно сродство со нив. Компатибилноста се однесува на гени наречени хумани леукоцитни антигени или скратено ХЛА. За да се испита дали некој дарител е компатибилен со пациентот, треба да се направи така наречена ХЛА типизација. Оваа постапка се прави во нашата лабораторија од мал примерок на крв. Бидејќи постојат многу различни варијанти на ХЛА гени, веројатноста да се најде соодветен, комплетно идентичен дарител за некој пациент е многу мала.
Затоа се формираат дарителски регистри, каде се складираат податоци за многу доброволни дарители на коскена срцевина и со тоа пребарувањето на соодветен дарител станува поедноставно и поефикасно. Па бројката секогаш може да биде поголема, затоа што колку повеќе дарители има вклучени во националниот регистер, толку шансите за локалните пациенти да бидат излекувани со локални дарители се поголеми. Ние имаме релативно мал придонес во тие 39 милиони дарители во светската база и целта ни е да стигнеме, се уште не сме оствариле таква ситуација, такво сценарио во кое македонски пациент ќе биде излекуван со несроден македонски дарител. Сакаме да стигнеме до таму. За споредба, во Хрватска дарителскиот регистер содржи над 50.000 доброволни дарители. Значи, целта ни е многу да се интензивира ова, да се омасови дарувањето на коскена, на приклучувањето на дарителските регистри и потоа дарувањето на матични клетки и фокусот секако би ни бил на помлади граѓани, например на студенти, тие се обично и по одговорни вака, по лесно ги прифаќаат иницијативите. А генерално, како што реков, секоја здрава индивидуа која што би жртвувала дел од слободното време, може да биде, ако е во генерално општо здравје, може да биде дел од националниот дарителски регистер. Податоците за луѓето кои сакаат да даруваат коскена срцевина за болните на кои им треба и резултатите од нивната ХЛА типизација се чуваат во така наречени регистри на доброволни дарители на коскена срцевина. Кога на некој пациент му е потребна трансплантација, во регистрите се пребарува дарител кој би бил компатибилен со него. Заради олеснување на пребарувањето и зголемувањето на шансите за пронаоѓање на соодветен дарител, поединечните регистри од многу земји се здружени во светски регистер на доброволни дарители на коскена срцевина. Кога деновите се темни, пријателите се близу. Вака многу личности кај кои се извршени трансплантации на коскена срцевина ги опишуваат своите животни приказни со силна благодарност за донаторите кои овозможиле нивната животна приказна да продолжи. Секој од нас има потенцијал да биде спасител на нечи живот. Оно што би сакала да го почнеме како прво прашање е да објасниме што е коскена срцевина. Значи, коскената срцевина е орган во човековото тело. Тоа е едно сунгереsto ткиво кое што се наоѓа во средината на коските и јас вака популарно би рекла тоа е фабриката во која што во нашето тело се произведуваат клетките од крвта. Ние знаеме дека кога ќе заврши растењето, нашите клетки престануваат да се обновуваат и да растат. Меѓутоа, овие во коскената срцевина се сместени едни клетки кои што ги нарекуваме матични крвни клетки и тие се посебно надарени клетки кои што во текот на целиот живот имаат способност најпрво сами себе да се обновуваат, а исто така и да се од нив да се развиваат, односно ние велиме стручно да се диференцираат различните типови на клетки кои што ги среќаваме секојдневно во крвта. Тоа се еритроцитите кои што знаеме дека го снабдуваат секој орган во телото со кислород, потоа тоа се леукоцитите или нашите војници кои што се борат со инфекциите и тромбоцитите или крвните плочки кои што имаат улога во откручувањето на крвта. Ајде сега да го појасниме малку делот со трансплантацијата на коскената срж. Што таа значи, кога се препорачува, зошто е важна? Значи вака, прво, порано беше терминот трансплантација на коскена срж. Денес повеќе не велиме трансплантација на коскена срж, туку велиме трансплантација на матични крвни клетки. Тоа представува најсофистицирана метода во современата медицина, кога не хируршки начин, сепак трансплантираме орган, односно заболената коскена срцевина, заболените матични крвни клетки, ги заменуваме со здрави крвни клетки. Многу често има различни болести, кои што ние ги лекуваме со интензивна хемотерапија, која што ја оштетува коскената срцевина или матичните крвни клетки. Исто така, за жал има огромна група на болести, чија што инциденца во светски рамки, а и ние сме тука, се е повисока. Значи се повеќе ги има и тие малигни заболувања започнуваат токму во матичните крвни клетки. Единствен начин за да се овие излекуваат представува трансплантација на матични крвни клетки. Значи обновување
на заболените крвни клетки со здрави крвни клетки. Како да знаеме кој ни е сроден во поглед на материјалот што би можеле да го искористиме како дел од трансплантацијата? Значи вака, во нашиот организам постои еден систем кој што го нарекуваме HLA систем. Односно, вака малку пластично ќе се обидам да ви објаснам како што ние се разпознаваме помеѓу себе врз основа на бојата на очите, устата и носот, така на секоја клетка на својата површина има одредени протеини. И тие протеини велиме дека се печат, односно HLA конституција на секој човек. Постојат такви 17.000 протеини. И тие протеини има над 20 милиони комбинации како што се појавуваат на нашите клетки. Меѓутоа, добро е што ние тие особини ги наследуваме од нашите родители. Па најчесто потенцијален идентичен донор на коскена срцевина, односно на крвни клетки, може да биде некој од нашите сродници, односно браќата и сестрите, бидејќи родителите, за жал, само 50% се совпаѓаат со децата во поглед на HLA конституцијата. Имаше едно време еден тренд кога сите мајки ја чуваа папучната врска заради матичните клетки. Дали ова се користи во... Се чувааше крвта од папучната врвца, а сега многу популарно се чува точно во правоста и папучната врвца. За жал, се помал е трендот на користење на крв и на крвни клетки од папучната врвца во процедурите на трансплантација. Прво, затоа што е многу мала количината на клетки, па треба да се комбинираат. Второ, денеска се повеќе трендот во трансплантации се овие полуидентични трансплантации, се трансплантираат деца од мајки или од татковци. И заради тоа во светот, во светскиот регистар на коскена срцевина, има некаде околу 35 центри земји од светот каде што се уште се чува крв од папучна врвца, меѓутоа јас би рекла не е лошо. Тоа може да се користи во регенеративната медицина. Најчесто може да се трансплантира детето, меѓутоа тоа е на некој начин автологна трансплантација и не е клуч дека ќе биде комплетно излекувано детето. Се помал е трендот. Која е процедурата за дарување на коскена срцевина и ние имаме национална банка за чување на коскена срцевина. Да направиме една паралела би сакала со нашата и таа светска. Прво не е банка. Добре. Значи, се извинувам вака, меѓутоа тоа е регистар. Так. На Институтот за имунологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет, со кој што нашата клиника тесно соработува и токму заради оваа соработка всушност се успешни трансплантациите кои што ги започнавме несродните во 2018 година. Во 2010 година е основан македонскиот дарителски регистар на доброволни дарители. Што е всушност процедурата? Постојат одреден број на членови, мислам дека во моментот број за жал само 5000 членови, кои што имаат дадено една епрувета крв и врз основа на тоа на тие луѓе им е земен нивниот HLA печат. Ова сега пред малку што ме прашавте. И тој е вметнат во посебен компјутерски софтвер каде што стои листа на луѓето кои што од Македонија се согласни потенцијално некому да спасат живот. Мене ми е многу жал што во нашата земја чувството на солидарност и можеби е на некој начин недоволно објаснета темата дека што значи да си потенцијален регистар на матични крвни клетки е недоволно јасно и има многу малку потенцијални регистри, бидејќи тие луѓе што се таму со многу мала жртва од неколку дена, најчесто не се ни влегува во хируршка сала, туку се даруваат матични клетки кои што ние со посебни инекции ги предизвикуваме, ги повикуваме да излезат од коскената срцевина во периферната крв и само на машина ги двоиме преку венска линија, некому значат живот. А потенцијалниот донор по неколку дена се враќа на работа и продолжува нормално со животот, горд дека спасил нечиј живот. Значи има бенефиции на некој начин. Да, нашиот дарителски регистар од 2013 година е рамноправен член на светскиот регистар, се вика светски регистар на потенцијални донори на коскена срцевина. Во тој регистар членуваат над 50 земји од светот и мислам дека во моментот има запишано околу 40 милиони доброволни дарители на матични хематопоетски клетки.
И сега, кога никој ќе се разболе, најчеста индикација за оваа процедура на лекување представува акутната леукемија, која е една од најмалигните заболувања во човечката популација. Кога пациент ќе се разболи од акутна леукемија, ние веднаш и му објаснуваме дека единствена опција за комплетно излекување представува трансплантацијата на крвните клетки. Најпрво се обидуваме да идентификуваме дарител од неговото најблиско семејство. За жал, само 1/3 од пациентите можеме да најдеме во семејството дарител. Следниот чекор е неговата ХЛА конституција или печат, која што ќе одредиме, почнуваме да пребаруваме во регистарот на светската база на доброволни дарители. За жал, не и таму секогаш има потенцијален дарител. Во зависност од ХЛА типот, за некого можеме да најдеме во 20.000 потенцијални дарители, а за некој ХЛА подтип не можеме и во неколку милиони потенцијални дарители да најдеме поволен дарител на коскената срцевина. Инаку популарно се вели дека секој од нас во светот има негдека 9 до 10 луѓе кои што се ХЛА идентични со него, а не му се сродници. Би сакала да го вклучам моментот на децата. Колку децата може да бидат дел од трансплантацијата на коскената срцевина? Знаеме дека тука имавме многу случаи на дечиња за кои што се собираа средства за да одат надвор од нашава земја со цел да се изврши трансплантација. Знаете како? Трансплантацијата представува опција за лекување и на децата со малигни хематолошки заболувања. Не само со малигни, туку и со вродени заболувања на крвта, како што се анемиите, например таласемијата. Еве, јас би сакала да споделам со вас, а преку вас и со македонската јавност, дека минатиот месец на клиниката за хематологија, која што е клиника за адолтни пациенти, беше трансплантирано дете на 14,5 години, што веќе спаѓа според нашиот закон во адолти, и тоа дете е со вродена таласемија. И ние успеавме да го трансплантираме и детето е во одлична општа состојба. Што се однесува до децата, ние пред 2 години и направивме несродна трансплантација на 13 годишно момче со апластична анемија во соработка со клиниката за детски болести. Јас се надевам дека во иднина ќе воспоставиме уште потесна соработка со клиниката за детски болести и со тимот на хематоонколози од таму, и трансплантациите и на децата непречено ќе продолжат да се одвиваат во нашата земја. Што се однесува до дарителските акции, што искрено мислам дека понекогаш и се непотребни, бидејќи Фондот за здравствено осигурување во нашата земја на сите деца кои што имаат индикација да се лекуваат со процедурите на трансплантација, комплетно им ги покрива трошоците. Според ова што го зборуваме сега, има ли Македонија потенцијал да стане еден центар за да и тука се вршат на некој начин трансплантации како што се вршат надвор? Јас сум многу горда што можам да споделам со вас дека од 2018-та, кога ние започнавме и ја воведовме несродната трансплантација, а инаку имаме искуство од повеќе од 20 години од спроведување на трансплантации, ние успеавме со силна поддршка на здравствените власти и на владата да воспоставиме еден систем, всушност да се реновираше комплетно клиниката за хематологија и добивме дополнителни буџети за да ги обезбедиме сите лекови кои што се неопходни за сигурно одвивање на оваа процедура. И покрај целата ковид криза која што ни се случи и која што го одвлече целиот здравствен фокус, ние непречено ја одвиваме процедурата на трансплантација. Имаме повеќе од 20 трансплантации несродни во Македонија спроведени. Тој наш потенцијал го препозна и амбасадата на Соединетите Американски држави и ние пред неколку месеци, пред крајот на минатата година, добивме грант, односно помош во висина од 800.000 американски долари за надградба на спрат над клиниката за хематологија, што ќе биде центар за трансплантација, каде што е планирано да се трансплантираат и деца. И чекор повеќе, ние се повеќе имаме побарување од пациентите од соседно Косово и Албанија, каде што овие процедури се недостапни, а заради немање на просторни услови ние досега не ги прифаќавме. Па јас мислам дека пред нас е огромен предизвик со можност да прераснеме и во регионален центар за трансплантација на крвни клетки. За крај, колку пандемијата
ги измести сите нешта поврзани со процесот, со процедурите, со протоколите за трансплантација, дали ги отежнува и вакцинацијата како сегмент би сакала да ги искористиме за да го заокружиме информирањето во врска со трансплантацијата. Значи, кога започна минатата година пандемијата и целиот свет некако се измести, како што викате, односно се промени нашата реалност и на почетокот мислевне дека ќе биде кратко и сите работи ги одложивне, меѓутоа некако како што поминуваше времето, ние сите разбравме дека всушност е ова новиот начин на живот и процесот на трансплантација продолжи да се одвива. Навистина беше многу предизвикувачки, бидејќи некогаш крвните клетки за несродните дарители патуваат од различни европски центри. Така, например, минатата година имаше апсолутна индикација за хитна трансплантација да се направи во текот на месецот април, кога беше потполн карантин, кога сите граници беа затворени. Јас сум горда што можам да споделам дека со поддршка и помош од кризниот штаб на нашата влада, ние успеавме преку 5 града и 3 земји со 3 различни начини на транспорт сепак да донесеме крвни клетки и да спасиме живот на една пациентка од Македонија. Млад донор од Полска даруваше крв. Таа крв патуваше преку Германија, Брисел, со авион, со воз и на крај представници од министерство, најпрво представници од нашата амбасада во Атина, а потоа и представници од Министерството за здравство ги преземаа клетките на границата Македонија, Грција, Северна Македонија, Грција, беше представник од Институтот за имунологија и примопредајата која што обично се врши на нашата клиника беше направена на самата граница. Меѓутоа пациентката е добра. Значи, отежнато е, треба повеќе напор и потешки се начините на патување, се бараат дополнителни тестови, мораме да осигураме дека и дарителот и пациентот се ковид негативни, меѓутоа се одвиваат процедурите. Што се однесува до вакцинацијата, да, пациентите кои што ќе бидат трансплантирани мора да бидат вакцинирани, меѓутоа минимум 6 месеци треба да помине од моментот на спроведување на процедурата на трансплантација до спроведување на вакцинацијата за COVID-19. Јас сум Ерзана, 25 годишен студент по мастер студии во Тирана и ова видео е краток расказ од моите последни 5-6 години откако преживав акутна милоидна леукемија и се излечив во државната болница во Скопје и потоа во Фленсбург во Германија. Најстрашниот дел од болеста е самото име и стравот од тоа што ќе се случи со мојот живот. Дали ќе сум од тие што ќе преживеат и сето ова да биде само едно лошо искуство со среќен крај. Бев 20 години кога дознав за болеста, немав толку многу информации за ова болест, ни за процесот на трансплантацијата. Дури не знаев дека трансплантацијата е всушност не е типична операција, туку трае некаде 30 минути и се прима како обична инфузија. Во врска со донорот, сестра ми имаше идентични матични клетки и ги исполнуваше сите елементи за сроден донор. Беше случај што јас го нарекувам среќа во несреќа. Големо влијание беа исто така и моето семејство, кои во тоа време беа многу внимателни не само за моето здравје, туку и за мојата психичка состојба. Од моментот на трансплантацијата лежев речиси 1 месец во болницата на Малтезер во Фленсбург и следните 2 месеци одев за редовни контроли, се додека докторката оценуваше дека смеам да се вратам дома во Македонија. Првите 6-7 месеци имав слаб имунитет, требаше од почеток да ги примам сите ваксини, но со тек на време, со редовно движење во чист воздух, здрава исхрана, од прилика за 1 година му се вратив на нормалниот живот, продолжив со редовни студии, дипломирав, па дури пред неколку месеци го поминав и ковидот без никаков проблем. Мојата порака за сите мои сопатници кои моментално минуваат низ ова патешествие е
да веруваат дека ова е само едно поглави од животот, која ќе ве охрабрува и ќе ве научи да го цените животот повеќе од се, бидејќи полоша од болеста е само стравот од најлошото, а најсилен од стравот е инстинктивната единствена желба за живот, а пред се е довербата во Господ. Ви благодарам. Сите дарители на коскена срцевина доаѓаат на хематологија, каде што постои Македонскиот регистар за дарување на коскена срцевина. Што друго ви откриваме во врска со овој чин, дознајте денес во приказна. Во Македонија веќе 2 децении се врши примена на сродна трансплантација, а досега се изведени многу интервенции. Во ноември 2018-та во нашата земја е извршена трансплантација на коскена срцевина од несроден дарител на матични хематопатски клетки. Станува збор за сложена биолошка процедура со која се лекуваат најтешките заболувања на крвта. По првата, следеа уште неколку такви трансплантации кои се достапни за македонските осигуреници. Македонија располага со национален дарителски регистар преку кој секој може да се понуди да спаси човечки живот дарувајќи коскена срцевина. Дарител на коскена срцевина или во последно време хематопоетски матични клетки, попрецизно, може да биде било која здрава генерално индивидуа на возраст меѓу 18 и 50 години. Со тоа што во последно време подобри резултати се знае дека се добиваат од помлади дарители и пожелно е помлади луѓе да бидат дарители на хематопоетски матични клетки. Коскената срцевина е место каде се создаваат нови крвни клетки, како на пример еритроцити, леукоцити и тромбоцити. По изглед таа е слична на крвта, а се наоѓа во централниот дел на големите коски. Бидејќи овие клетки се неопходни за пренесување на кислород во одбрана од инфекции или за запирање на крварења, нормален живот не е можен без правилно функционирање на коскената срцевина. Скоро и да не се опишуваат несакани ефекти, тој стимулацијскиот фактор знае некогаш да предизвика благи симптоми како на граница на разболување, но тие симптоми се многу кратки, траат ден-два и со дарувањето, со собирањето со колекцијата на клетките од периферната крв, тие симптоми завршуваат. Значи, процедурата е многу безбедна. Пријавувањето во дарителскиот регистар е многу едноставно. Се пополнува пријавен лист и се дава примерок крв за ХЛА типизација. Дарители на коскена срцевина може да бидат само здрави лица на возраст меѓу 18 и 50 години. Нивните податоци остануваат во регистарот додека не наполнат 60 години. При пријавувањето се пополнува и медицински прашалник кој помага во проценката дали дарувањето коскена срцевина е комплетно безбедно за секој дарител. Се разбира, сите податоци се строго доверливи. Македонскиот дарителски регистар постои од 2010 година со малце поинтензивна работа последниве 3 години. До сега вкупно имаме околу 5000 дарители регистрирани во Македонскиот дарителски регистар, а преку Македонскиот дарителски регистар тие се дел од вкупно 39 милиони дарители ширум светот. До сега сме реализирале вкупно околу 120 пребарувања за македонски пациенти во тие дарители во Светската асоциација на доброволни дарители и од нив 18 месечини до сега интервенции се завршени, месечини 16 беа до 2020 година, во последните 2 години, а во ова година сме завршиле 2 интервенции во кои наоѓаме доброволни дарители во странство и го организираме превозот на клетки хематопоетски од тие дарители за Македонија. Значи, 18 македонски пациенти се третирани на ваков начин. 2 странски пациенти, еден од Америка и еден од Бугарија, се третирани со клетки од македонски дарители, значи во обратна насока. И моментално се припрема и трето испраќање на клетки за Австралија. Значи, до сега 18 македонски пациенти и 2 странски пациенти се лекувани преку Македонскиот дарителски регистар. Граѓаните можат да донираат матични клетки исто како што тоа го прават крводарителите. Со тоа тие ќе влезат во светскиот регистар на дарители за коскена срцевина во кој има 39 милиони 61.501 дарител. Дарителот се ослободува од партиципација и му следуваат бенефиции како на крводарителите.
Во светскиот регистар на доброволни донори членуваат 75 регистри од 53 земји и 53 банки за умбиликална крв од 36 земји. Македонскиот национален регистар е член на ова големо семејство на регистри на доброволни донори од 2012-тата. Секој нов потенцијален дарител значи поголема шанса за совпаѓање, побогат регистар, а со тоа и можност за излекување на пациентите. Потребно е континуирано зголемување на бројот на здрави дарители на возраст од 18 до 50 години. Тројца странски пациенти се спасени благодарение на донорно коскена срцевина од Македонија. Во Шведска во 2014-тата, во Малме е спасен еден, а во САД во 2015-тата. Вториот случај е пациент кој имал тумор на лимфни клетки. Македонскиот донатор бил пронеден преку Македонскиот национален регистар, кој е член на Светската асоциација. Тим на американски лекари утврдиле дека коскината срцевина на дарителот од Македонија одговара на организмот на нивниот пациент и го побарале. Последниот случај е од јули минатата година, кога донорот земјава донирал за непознат пациент од Бугарија. Светот со цел да им оддаде почит на донаторите на коскена срцевина го одбележува Светскиот ден на донаторите на коскена срцевина кој годинава ќе се одбележи во септември. Настанот ќе се прославува во повеќе од 50 земји на сите континенти. За прв пат во нашава земја на клиниката за хематологија со помош на клиниката за педиатрија изведена е процедурата афереза на периферни матични клетки, во која дарител е дете. 9-годишниот Никола е дарител на матични клетки за неговата сестра, на која е потребен третман со трансплантација на матични клетки. Информациите за нашето здравје треба да ги добиваме исклучително од професионални и проверени извори. Што во таа насока ви подготвуваме во делот за медиумска писменост денес, ќе дознаете сега во приказна. Мит. Процесот на донирање на коскена срцевина трае долго. Факт. Не треба долго да се спаси нечи живот. Коскената срцевина се зема на два начини. Еден начин е земање на матични клетки од периферната крв, а вториот начин е земање коскена срцевина од крличната коска. Денес, многу често, во околу 80% од случаите, коскена срцевина се обезбедува од периферната крв. Постапката на давање коскена срцевина од периферната крв се изведува така што со системот за еднократна употреба се вади крв од вена на едната рака. Крвта се пропушта низ апарат сепаратор. Во овој апарат се извојуваат матичните клетки, а останатиот дел од крвта повторно се враќа на дарителот преку друга стерилна игла. Целата процедура трае неколку часа и за неа не е неопходно останување во болница. Бидејќи клетките од коскена срцевина се наоѓаат во крвта во мала количина, пред почетокот на процедурата нивната количина се зголемува со давање на така наречениот фактор за стимулација и раст на гранулоцитните колонии. Овој фактор за раст и нормално го има во организмот. Тој го регулира создавањето на белите крвни клетки. Пред дарувањето на коскена срцевина, овој фактор во вид на инекции се дава во текот на 5 дена, за да се забрза создавањето на матични клетки и нивно навлегување во периферната крв. Ретко, подавањето на факторот за раст може да се почувствува краткотрајна малаксаност, која исчезнува 1 до 2 дена по давањето на последната доза. Кај постапката на давање коскена срцевина од карлична коска, таа се зема со посебна стерилна игла. Целата процедура се одвива во краткотрајна општа или локална анестезија. Најзначајната несакана реакција може да биде реакцијата на анестезијата, но ризикот е навистина мал. Во текот на опоравувањето можно е да се почувствува мала нелагодност на местото на убодот на иглата. Најважно е да се знае дека давањето коскена срцевина е комплетно безбедна процедура. Постојано се обновува и за 3 до 4 недели во потполност ќе биде надокнадена. За дарителот не постои ризик од инфекции во текот на процедурата. 19 септември во светот се одбележува како светски ден за дарителите на коскена срцевина. Што друго ви донесуваме во артикулација, дознајте сега. Во 1988 година првата трансплантација на матични клетки е изведена во Франција врз 5-годишно момче заболено од Фанкони синдром. Искористени се матични клетки од сестрата на детето. Во 1995 година медицинското списание Lancet пренесува податоци за истражување на трансплантација на матични клетки од крвта од папучната врвца кај сродни приматели.
Резултатите од истражувањето покажуваат дека шансите за преживување и успешна трансплантација на матични клетки од крвта од папочната врвца се поголеми кога станува збор за роднини, отколку за компатибилни нероднински донори на коскена срцевина. Според тоа, се смета дека матичните клетки од крвта од папочната врвца се еднакво важни за терапевтска апликација како и матичните клетки кои потекнуваат од коскената срцевина. Светскиот ден на донаторите на срцевина е иницијатива на Светската асоциација на донори на срцевина, најголемата организација посветена на грижата за донаторите и обезбедување информации за олеснување на процесот на пребарување. Целта на одбележување на овој ден во светски рамки е покрај благодарноста до сите донатори на коскена срцевина ширум светот, но и да се подигне свеста кај пошироката јавност и носителите на одлуки за важноста од регистрација на донаторите на маточни клетки, како и значењето на трансплантацијата на коскена срцевина врз животот на пациентите. Овој ден се одбележува од септември 2014-та. За крај, денес ни преостанува по сите оние информации кои што ги споделивме да порачаме. Бидете хумани, спасете нечи живот. Довидување до следната приказна.